Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Дали постои живот по смртта? Обично ваквите прашања предизвикуваат љубопитност. Има ли друг живот освен овој? Таму некаде, зад завесата, каде што никој од луѓето не допрел. Библијата вели дека човечкиот живот е краткотраен и исполнет со немир. Тој е како цвет кој процветува, а потоа се суши. Но Јов прашува, кога човекот ќе умре, дали ќе оживее? Ова Јовово прашање не е скептично, туку прашање кое го содржи одговорот, бидејќи тој истиот Јов рече: кога ќе ми се распадне кожата, јас истиот ќе го видам мојот Спасител. Но многумина го поставуваат ова прашање, а немаат одговор во себе. Што ќе се случи со мене кога ќе умрам? Дали ќе престанам да постојам како никогаш да не сум бил, како никогаш да не сум живеел? Дали овој живот е еден живот, а гробот завршеток на тој живот? Оваа тема звучи како да сме на погреб. Меѓутоа, подобро е сега да се слушне, отколку на нечiji погреб без ова сознание. Други пак се интересираат дали сите луѓе ќе отидат на исто место и дали постои рај или пекол. Дали сите овие работи се измислица на сопствениот човечки ум, на некоја религија, на некој човек? Библијата недвосмислено тврди дека после овој живот има и друг живот. А тоа што е запишано во Библијата е Божји збор. Значи дека Бог го кажал и тој дава гаранција дека постои живот. И тоа многу поразличен од овој, опишан како величествен и вечен, без смрт и страдање. Апостол Павле за ова нешто вели: што око не виде, ни уво не слушнало и на човечко срце не дошло, тоа Бог им го спреми на тие што го сакаат. Исус Христос, Бог во тело, дојде на оваа земја со една единствена цел, да ни го подари најголемиот дар што го има – вечен живот. Пророкот Исаија ја опишува неговата улога и начин зошто требаше Бог да стане тело и да биде како нас, велејќи: тој беше ранет заради нашите престапи, тепан заради нашите беззаконија. Навредите паднаа врз него заради нашиот мир и преку неговите рани ние се исцеливме. Исаија 53 глава 5 стих. Исус ја презеде казната која што секој од нас требаше лично да ја плати. Тој стана жртвено јагне, умирајќи на крст со најсрамна и најтешка смрт. Но, и тоа големо но, откако умре и беше погребан, на третиот ден по смртта воскрес од мртвите. И со тоа докаже дека смртта е победена. Откако воскресна, веднаш не се вознесе. Остана уште 40 дена на земјата. За тој период, тој им зборуваше на неговите ученици за Божјото царство и ги уверуваше да го проповедаат низ целиот свет. Всушност, Христовото воскресение е потврдено со многу уверливи докази. Апостол Павле ги насочуваше луѓето кон очевидците на тој настан, кои можеа да посведочат за оваа вистина. Воскресението е камен темелник на христијанската вера. Имајќи го предвид тој несоборлив настан, потврден од многу очевидци, и ние во денешно време можеме да им веруваме на сите извештаи дадени во Библијата и да го очекуваме и нашето воскресение после овој живот. Се разбира, ако веруваме во Исус Христос дека умре за нашите гревови. Павле имаше проблем со некои верници во Коринт кога им зборуваше за воскресението, бидејќи беа скептични кон неговите изјави. Тој им рече: ако се проповеда за Христос дека воскресна од мртвите, како тогаш некој помеѓу вас зборуваа дека нема воскресение од мртвите?
Ако нема воскресение, тогаш и Христос не воскреснал. Тоа значи дека Христос е првенец или прв од големата жетва и сите оние кои ќе воскреснат по смртта. Физичката смрт дојде или влезе преку еден човек, Адам, од кого сите ние потекнуваме и се размноживме. Човечкиот род потекнува од Адам и Ева. Без разлика дали некои се христијани или не, сите ние сме од нив. Но со вера во Исус Христос, секој човек може да биде посинет и да стане дел од Божјото семејство. Како што Бог го воскресна Христос од мртвите, така и ние, односно нашето тело, ќе воскресне во последниот ден, кога Исус ќе дојде да ја земе во слава неговата црква, Божјиот народ. Но важно е да се знае дека, иако сите ќе воскреснат, сепак сите нема да отидат во небото или во рајот. Секој човек треба да донесе лична одлука каде ќе ја помине вечноста. Апостол Павле во Евреите 9 глава 27 стих вели дека сите ќе умреме, физички ќе умреме, а потоа доаѓа суд. Тие што се оправдани и откупени со Христовата крв ќе го наследат вечниот живот, а тие што не веруваат и што се скептични ќе примат вечна казна или пекол. Таквите ќе бидат далеко од Божјата присутност и ќе ја чувствуваат агонијата на промашениот живот. Пеколот не е само некој застрашувачки израз, туку реално место. Тоа е место на Божјиот гнев. Тие што не сакаат да ја вкусат Божјата милост или благодат, ќе се соочат со емоционално, ментално и физичко измачување, каде што свесно ќе страдат и ќе го чувствуваат срамот и жалењето за она што го пропуштиле на земјата. Треба уште нешто да се нагласи за пеколот, бидејќи мнозина мислат дека тоа не е реално место, туку некаков израз кој што Исус имал нешто друго да каже кога зборувал за измачување на неспасените души. Според Библијата, тоа е длабока бездна и провалија, каде што се издига вечен пламен. Маките ќе бидат непрекинати и без можност за одишка и одмор. Таму ќе има плач и чкрипење со заби, што укажува на интензивно жалење и стресна состојба. Тоа е место каде што црвот не умире и огнот не изгаснува. И што сега? Лош ли е Бог? Дали е тој мачител на човечките души? Не. Библијата открива дека Бог е љубов, кој не сака никој да загине. Во пророкот Езекиел е запишано: Мене не ми е мила смртта на безбожникот, туку да се врати од својот безбожнички пат и да се покае па да живее. Ова стои запишано во пророкот Езекиел 33 глава 11 стих. Но важно е да се знае дека Бог никого не го тера со сила да се покае и да се покори. Одговорноста е дадена на човекот, така што тој нема избор за оние кои избираат да живеат без Бог и одвоени од неговиот живот што им го дава. Земниот живот е тест, подготовка за она што ни престојува. За сите верници следува вечен живот во непосредна близина со Бог. Таму во рајот ќе нема плач, болка, смрт и се она што сме го доживееле на земјата. Тоа е место на радост и вечен мир со вистинска љубов и задоволство. Како да го добиеме вечниот живот и вечната радост за кој зборуваме? Има само еден начин и услов. Преку вера или со вера во Исус Христос, придружено со искрено покаяние. Исус рече: Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее, и секој што живее и верува во мене, нема никогаш да умре. Евангелие според Јован, 11 глава, 25 и 26 стих. Бесплатниот Божји дар е достапен за сите. Дарот е дар. Тој не се наплатува.
Само треба да се верува во она што го нуди Бог. Мнозина не се спремни да се одречат од своите овосветски задоволства, кои се грешни. Немаат желба да прекинат со гревот и да се покорат на Бог. Исус вели: кој верува во Синот има живот вечен, а кој е непослушен на Синот нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. Евангелие според Јован, 3 глава, 36 стих. По смртта на никој нема да му се даде шанса за покаяние, како што учат некои религии. Тоа што е предвидено на земјата, тоа ќе биде и на небото. Кога ќе се сретнеме со Бог лице в лице, ќе немаме некаков избор или промена на Божјата одлука. Тој сака сега да дојдеме кај Него, токму сега, додека го слушаш ова. Неговата љубов зрачи од сите страни. Крстот е местото каде што тој умре од љубов за тебе и за сите нас. Ако го прифатиме Исус и неговата смрт како плата за нашите гревови и нашиот бунт против Бог, тој ни гарантира не само исполнет и радосен живот на земјата, туку и вечен живот по смртта во неговата присутност. Може би во овој миг не знаеш како да му пристапиш на Бог или си збунет, не знаеш како да се покаеш. Ете една молитва која може да ти биде модел за да му се обратиш нему. Иако самата молитва не е спасение, ако не му се обратиш со вера и покаяние во молитвата. Господе, знам дека сгрешив против Тебе и заслужувам казна, но Ти благодарам што ја чув добрата вест дека Ти ја зеде мојата казна врз себе и со вера во Тебе може да ми биде простено. Јас се каам за се што сум сгрешил против Тебе и се надевам во Твоето вечно спасение. Ти благодарам за Твоето опростување и прекрасната милост на Твојот неискажлив дар, вечен живот. Амин. Дали ќе преземеш нешто пред да биде доцна? Господ нека ве благослови. Амин.